Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодевска-Спасик и Ненад Јургиевски. Браво! Одлично. Добре ни дојдовте во уште едно убаво попладне на телевизија Телма во Никој како со наши прекрасни гости и нормално во уште една убава дружба која што ќе имаме и ова попладне. Така е. Значи, секогаш има зошто. Нели гостива заедно? Така и кога не се Затоа. Има и зошто, на секој зошто има и затоа, така. Така е. И кога ние не знаеме дека никаква спојка има, тогаш се наоѓа. Овие се специјално тука дојдени заради тоа што имаат спојка, ќе ја видиме во текот на оваа емисија, но без друго се два прекрасни гласа, кои што ги слушаме, ги гледаме, зборуваме често за нив и никој како. Овој пат Том Џонс ке зборува македонски, така може? Yes, of course, yes. I'm speaking Macedonian. Okay, no problem. Никој како Ѓоко Ѓорчев ова попладна. И никој како Јуванка Јо. Здраво живо, добре ни дојдовте. Привилегија е да ве имаме во студио, навистина ви благодариме. Посебно Ѓоко, значи, конечно да се видиме на наше огромно задоволство и на нашите гледачи, затоа што мислам дека не памтиш кога си бил во Телма последен пат. Значи вака, во Телма бев пред... Далечно, да? Има неколку години, има точно да има. И многу ми е драго што сум тука. Кате, чао. Немој само да раскажеш се. Искрено, Катето... Е виновник. Не, Катето неколку пати ќе ме бара. Јас неколку пати барам изговори. Мислам, не е тоа дека не е така. Ама знаеш како викат. И кога е нешто така, тогаш викат не ти веруваме дека е така. Точно. Јеле, јас сум тука. Не се плиткај со жена, Ѓоко. Не. Ама слушам те подбрава на Уи, тоа знаеш како? Вика го подбрав Ѓоко. Вако вика, Ѓоко, да ти кажам нешто. Ако ти уште се денеска не дојдиш, никогаш нема више да дојдиш во нашата линија, дали ми е служна? Викам, не, Кате, не ми цркај, молим те. Немој, јас имам инфарктен, ќе ме дрмне уште, викам, немој, молим те. Добре, Џоли, со тоа чисто малку да заплашам, вика. Ни друго вика, Кате, идам. Така. Сега ти имаш Кате која што те следи, случајно, нели се споивте и со кариерава долго време и настапувате заедно, така? Јас инаку настапувам со... Секој си има своја Кате. Со мојата драга Кате Танева. Да. Ние више 3 години настапуваме низ Македонија заедно. Како беше спојката? Така сега ќе кажам. Кате беше порано со Нели Треков. Да, знам. Сега со нас и Сашо Ѓорѓиев. Добро. Тој е фронтменот беше на Нели Треков. Шефот. Уствари шефот се знае кој Кате е шефот на Нели Треков. Али човекот кој ги направи големите хитови и мој и на Кате е Саше. И сега ние туристи настапуваме низ Македонија 4-та година. Буквално секој викенд сме некаде во некој град во Македонија. Го весели македонскиот народ, му пееме, полни сали и така натаму. Така. Значи како тоа дојде? Кате доста време не пееше. Добро. Беше малку повлечена. Јас сум активен, буквално е 40 години на македонска сцена. Браво! А сега сум 69. Браво! Хвала ти Боже. Секоја част. И една ден викам, Кате, ајде ја и ти фино лепо да си организираме, да почнеме да се вратиме, викам, на народот му требе, песна, викам, од онаа време. Кога беше? Така, кога беше... Други јој распличе косу, а ја ја волим. И вика, море, Ѓоре, право си. Право си. И така го се вративме назад, Кате ги пее Тереза, Розга, Дорис, нејзните хитови, нашите заеднички хитови што ги имаме. Ја го пеам Том Џонс, Хампердинг, Мишо, Чоби и сето тоа. И правите фешти. И правиме фешти, да ви кажам. И си уживат. Уживаме, убаво ни е, супер Јас ни е. само на зизање. Кате од Кавадарци? Кате е Ватешанка.
Добро. Значи, сега што навика, кад ти од Кварци? Не сум од Кварци, јас сум од Баташеви. Затоа што нели кавадарци на Гутина цело време се ривали, викам, како риваливе се споја. Ние ривали, ама ние најси сакаме. Да, знам. И ја да ви кажам, ја често пати настапуваме во еден ресторан Синус се вика. Поздрав Владче до тебе, до газата. Да ви кажам искрено. Ние настапивме во Синус сигурно бар до сега 25 пати. Бар 25 пати. Игла да фрлиш ќе падне некој човек. Значи, тоа кажува дека неготинчани и кавадарчани многу се сакат. Тоа е важно. Тоа е, многу се сакат. Сега Јованка од каде е комбинацијава? Јован што е друга приказка, Јован. Јован што, вака, со Кати ние треба да пееме песна за тумба. На тумба, добро. И од тука Кати вика, Џоле, и јас у овие момент, вика, пеам, вика, на Охридски трубадури. Не можам во исто време. А Цане Петров, Цане, чао. Цане ни прави на топ песна ни прави. И Цане вика, леле, шо прави се. Вика, знаеш шо? Вика, молим те, нај ми пеачка некоја. Да. Нема нешто, дај ми вокал, молим те. Пуштајте ја режија у позадина. И од тука ме викаме, знаеш шо? Ти знаеш Јованка Јо? И ме вика, де прослуша? И јас дома слушам. Абе, жента пее, викам. Абе, и како вика тоа? Купјено! И да ти кажам, например, фантастична песна, многу убава песна. Оваци доживеавме на Тумба Фест, песна која ќе остане. И многу ми е драго што го направиме заедно со неја. А честа исто така и моја? Да. А тебе кога ти се јавиш, викаш, ма како, не можам одма. Па нормално, фала Богу. Да, прво бев изненадена, пријатно. И бев почестена и појдов кај Цане, пронајдовме интонација и ја снимивме песната и има една преубава порака, што многу ми се допаѓа мене. Така е. Со душа живот украси ти и се надевам дека луѓето кога ја слушаат дека им е убаво. Само годините се само бројка. Ајде малку да уживаме, малку да уживаме. Ајде, можеме. Te pametam со твојата гитара. Сите наши... Одлично, беше овој дует кој што се памети, се пее. Јас имам прашање едно врзано со ова. Успорија староста. Што е твојот рецепт? Успорија староста? Не, твојот рецепт што е? Пеј. Пеј? Па да им кажеме, пејте луѓе. Само пеј. Не мораш да знаеш да пееш. Песната е живот. Добро. Да знаете, песната е живот. Добро. Значи вака, јас имав еден инфаркт пред 2 години. Добро. Верујте ми, мислам дека песната го продолжува животот. Таа е мотив. Усвари, не само мене. Песната е живот за секој. Замисли како би било овој свет кога не би постоела музика. Тоа било најголемата грешка на светот кога не би имало музика. И музиката треба пеите, бидејќи преку песната и неубавите работи. И тагата, и радоста, и среќата, и се преку песната, се е полесно. Никогаш сте размислувале да се преселите во Скопје? Не идеме ставно во Скопје. Добро. Само јас, например, сега ќерка ми работи во Скопје, тука и жената ми е. Јас у Неготино, ја не можам во Скопје да живеам. Да?
Да, сега некој заврши медицината, не ги чуеме за неготино. Добро. Значи, заврши школската година и тука сме, таму сме, него јас едноставно сум човек од моја неготина. Едноставно тоа е тоа. А знаеш што е, Кате? За ја да дојдам до Скопје, мене ми треба само 40 минути. Што не е тоа проблем. Значи, тука доаѓам на снимање, на емисии, на настапи, на концерти, што не знам, не ми е проблем. Ја едноставно сум човек како човек од малото место. И таму ми е убаво. Таму ми се пријателите. Поздрав до сите пријатели, до Кафе Фиори. Биме, а и знаеш што? Ми стигна човек кој ме обожава од Чикаго. Дојде да ме гледа во четврток концерт. Диме, поздрав, имаш големо. Ево, си имаш поздрав. Ето, цитат, Јованка ни се наметна друг муабет, па ќе ни извиниш само околу пеењево и моментот со стендовите. Има една интересна ситуација. Добро, ајде. Ке ти раскаже. Слушај го се. Ѓоко. Слушај вас, слушајте го народе вас. Мислам дека единствен си, меѓу единствените, ако не и единствен, кој што пеел за време на стендови. Сериозно. Слушаме се. Сабајето не ми е добро. 2023, Добро. понеделник, 11 декември, му удари инфаркт на миокардот. Супругата ми оториноларинголог, виде колку е саатот, хитно иде брза помош, кај ми дома, он ми става се што треба, лошо стање и право, не во болница, него право во Скопје. Идам во Скопје, ми пречекува екипа на кардиологија, професор Оливер Калпак. Професоре, Господ здравје да ти даде, и од тука ме стават на столот и да ми прават, кажи го, коронографија, стават оно што е жицата од тука, внатре. Доктор вика, Џоле, чути, трај сега да го завршиме ни ова. Едната артерија е запушена, отпушува, стават стент еден и вака вика. Сега Џоле вика, не те пушнат на интензивна горе дека не ми ја запеиш my way. Како докторе? Ја ка лежам, знаеш, кај Исус, јас кај Исус разапнат. Вика, Џоле, my way да ми ја запеиш, вика, и тогаш чуеш горе. Доктор, чуеш горе? Чекај. И викам, докторе, дали е за последно? За пеа тоа? Па отиде ја горе. Вика, не, Џоле, вика, ти фино, лепо мај. Сега сме, докторе, ако те инфаркт имаше, како ќе пее мај? Додека не ја запеј мај, од тука мрдање нема. И ја викам, доктор, ја не се озбилен не гледам. И ја, I did it my way. Носи го горе интензивно. Браво. И правилно интензивна. Викам, докторе, бе, Џоле, бе. Абе, ти си каси ти видов колку е саат, мои раци. Викам, абе, Џоле, те слушам мајбе и сегаш кога пееш, вика, срцето, мене ми играј, вика вака. Мораш да ме ја запееш. И сега, знаеш што е, тоа е сигурно сум единствен случај у целиот свет дека со акутен инфаркт на докторот му пеев my way. Така. Да си не жив и здрав. Тоа е тоа. Апропо муаветот дека музиката лекува и дека музиката Дефинитивно. Помага. Да знаете, пејте, пејте и пејте. Радујте се, бидете позитивни. Нервозата отварите. Значи, знаеме, живееме во тешко време. Точно е тоа, тешко е. Не само нас. Секаде по светот тешко е. Тако е времето, стресно е. Али, што повеќе пеете, да знаете, животот ќе си го продолжите. Така е. Тоа е дефинитивно така. Ај сега Јованка да грабнеме. Ајде, Јованка ме потсети дека се знаеме од Идол. Таму се пријавила, македонски Идол. Со Керкај. Да, кој беше бебе тогаш се уште. Значи со се бебе си дошла на аудиција, добро? Да, па ете некои налудничави работи. Тоа се некои почетоци музички, така? Или? Да. Не, пред тоа пеев јас веќе во ресторани, во кафичи, тогаш пеев повеќе забавно. Подоцна преминав и на народно. И тоа ми беше така еден предизвик, кој што сум и заборавила дека сум пеела, меѓутоа си го чувам еден истечок од весник и кога прередувам нели по документи, еве го излегуваат, викам, боже... И ова било дел од историјата. Да, но не се откажуваш и после толку време повторно си на некој такво музичко надпрерување. Сега, нели, за годините, во никогаш не е доцна. Така, нормално, така и искуството што со годините сум го насобрала, направила.
Па за никогаш не е доцна, јас имав многу настојување од гости, посебно од гостинки, ти мораш таму да се пријавиш. Ретко гледам телевизија, не ни знаев дека има некој такво музичко шоу и почнав да го гледам, но не го чувствував моментот јас да се пријавам. И потоа еден ден кога пред минатата година викам сега е моментот, сега е времето. Пронајдов онлайн пријава. Добро. Си пуштив се што требаше, си потполнив, си добив повратен емайл дека е примена пријавата, ако ме изберат ќе ме контактираат, ако не стои пријавата за секоја следна година. И ете така тоа се случи и беше 11 август, ми звони на Вибер српски број, каже тој Јованка, викам да, тој е Ивке, вика од никад не е касно. И ја викам, аха, добро. Вика, се збуни и така започна, ме поканија на интервјуто за црвена фотелја и ете ме избраја и пев. И тоа ми е едно животно искуство што многу промени кај мене тука во мајндсетот. Да. Начинот на припрема, бидејќи имавме, откако ќе ни јават која песна, само една недела, па тоа беше трчканици, нели, женски работи, салони, козметички, гардероба, бидејќи сакав за секоја песна да биде, за песната да биде прилагодена гардеробата и благодарам на Данчо Велковски што ми излезе во пресрет, некогаш и во недела работеше за мене. Да, и преубаво една епизода во мојот живот, која што па ми отвори многу нови врати. Ова мене ми е важно како од забавно отиде на народно. Што те натера? Што ме натера? Па забавното беше веќе многу ограничено каде можам да пеам. Добро. За настапите, околу настапите. Да, околу настапите. Значи, забавно може во кафичи, не снимав тогаш песни, значи не бев популарна, не можев да постигнам некоја повисока дневница. И се случи соработка со нови колеги кои што свират народно и почнав да учам народно. И се пронајдов и почнав да учам народно. Да, и сега ми е убаво кога ги гледам гостите како се веселат и јас едноставно уживам со нив. Како јас да сум кај нив гостинка на свадба на роден ден. На што и да, буквално се стопувам во атмосферата. Така е, да. А што се несува до нови песни, создавање на нова музика, ги одбираш често фестивалите, така ти е планот да ги соучествува или фестивалите те одбираат? Ја не знам што е, значи ланската година. А бога ми признание на самите фестивали. Валандова сега? Да, ланската година Томислав Коцевски Пепси ме повика, ми се допадна песната, ја примија, пеев на Валандово, потоа се отвори Тумба фест со Джоле, еден прекрасен дует. И оваа година на Валандово испадна дека ќе пеам, а немав нешто да речам во план. Кога ја добив песната, прво Пепси ме замоли да отпеам демо, јас го отпеав демото, ја примија песната и вика ќе ја пееш, викам ако да, нормално. И како ја пеев, а напрво не ја препознав, како ја пеев песната, ја пуштав на мои другарки. Сите останаа, леле, каква песна? Ја викам, што не препознав? И како повеќе ја вежбав, ја повеќе се внесував во песната и веќе ја доживувам како... Како моје. Па да, како мојот глас, уствари, испеа, не е само мојот, тука е цел склоп, нели, на се заедно. Да, бидејќи ние пеачите ја носиме песната, но некој ја напишал, некој ја свири, некој ја снима, некој ја презентира, значи тоа е една тимска работа. Така. Цел процес. Да, така е. Така. И најдобра интерпретација, само да им кажам. Најдобра интерпретација што посебно ми значи благодарност на жирито и трите наши дами македонски докажани, покажани, прекрасни вокали, посебно ми значи. Може нешто да чуеме вака акапела? Може. Може, вака додека зборуваме во забавно. Забавно нека биде. Ние се веселиме на све, таква публика. Ке бидам храбра, па дури може малку смешна јас, но ке ти придам, ке пропадне ли светот во оној час. И право во очи ке гледам чудни очи твој, има ли бар
сакам да знам, за мене искра плам. Може друг, има начин, само што тоа значи. Гледај ме нежно ти или грубо, јас ќе сватам колку во нив има љубов. О, штом се сака, се прави како мене, така, за поздрави со рака. Јас немам време, знај, о, штом се сака, се прави како мене, вака, и неќе ми е мака, да дојде потем крај. Браво! Документиравме и за нашите социјални мрежи, TikTok, тука Instagram, све, за сите така. Да продолжиме? Музички? Ајде, чекај, ја да документирам. Рилсче едно да направиме. Малку латиница сега. О, може. Ајде. Ба сигурно го знаете. Sing once again with me, I'm strange ways, my power over you grows stronger yet, and told you turn from me to glass behind, the phantom of the opera is there inside your mind. Ма браво! Phantom Opera. Тука само не прашав нешто што ми е многу важно за емисијава и не знам дали сте кажала. Кога откривте дека толку добро знаете да го интерпретирате Том Џонс? Значи вак. Јас кога дете бев мал, имавме дома еден голем простор, ходник еден. Добро. И јас во тоа време имав само 9-10 години. Добро. И мајка ми, татко ми вика, Ицо, дето наше нешто не е. Не е како што треба. Аха. Пее некој нешто чудно пее. А јас 55-та сум роден, тоа беше било 64-та, Том беше најпопуларен. Да, тогаш беше да. И сега Том Џонс, тогаш не ја пееше така песната, но јас ја пеев, сега ја пеам така. Добро. I saw the light of the night pass through her window. I saw the flickering shadows along her blind. She was my woman. I should have seen me. I watched. I went on my Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, just couldn't take anymore. Браво! Чиста е наша. Тоа. Браво. Тоа бев, значи, почнав на своји 10 години да ги пеам песни на Том Џонс. И едноставно тоа, не знам, едноставно човекот кој е мој идол и голем мој мотив во мојот живот е Том Џонс. И сега знаеш што има на работа? Да земиш да го пееш Том Џонс е голема, како да кажам, голем залак. Не само голем залак. И одговорност. Браво. Страшна одговорност. Да. Или ќе го пееш приближно добро, Така е. или не го Или ќе се таков грандиозен, таков страшен вокал. Да. Како минеше времето, ја бев заљубен многу Мишо Ковач. И денес ки пеам се негови песни. И Чоби. Но, Ковач бе, например, песна дека Green Grass, Yesterday, ама Yesterday, знаеш, она негова верзија. Си дека, Джоле, бе, твојот вокал, кога те слушаме, или Хампердинг, или Том Џонс го слушаме. И така, на своји негде 30 и нешто години, кога почна професионална кариера,
еден човек од Декана ми рече, еле го имаме и напокон и македонскиот Том Джонс. И така тргува. И јас остана Том Джонс и многу пати ќе кажам, дечки, јас сум Ѓоко Ѓорч. Јас сум Ѓоко Ѓорч од Неготино. Не сум ја нити од Велс, нити Том Джонс. Том Джонс е тамо негде сега. Али вика, знаеш шо, од друга страна, знаеш импонира кога ќе те споредуваат со Том Джонс. Тако има. Али пази, ќе бидам малку нескромен. Ајде. Сепак мислам дека тоа што го опеав јас, што го снимив, и песните негови најголеми, You'll Never Fall Love Again, и Yesterday, и My Way, и таки големи хитови кои стварно ги опеав, мислам, добро, а тоа го каже и публиката, и познатите и новинарите, и музиководите, сите. Фала ти, Боже, за и баба Зденка, така си вика мајка баба Зденка, Бог да просте, и дедо Ицо, нека си лежат тамо мирни, а они ми го дадат тој глас, нормално и Бог. Додека ме држа гласот, додека сум здрав, добар сум, ке пеам, ке ве забавувам, ќе ви го пеам Том Джонс и Мишо и моите големи хитови. Така. Што да ви кажам, тоа е тоа. Мојот живот е музиката, дефинитивно. Браво. Браво, секоја чест. Имаме време за кој сум јас, имаме време. Кој сум јас обавезно ќе правиме, да. Добро. Но Можеш ни кажеш? да, сакам да се надоврзам на нели големи имиња музички, така Јованка Преска беше воодушевена и сакам да сподели нели изненадена од тоа дека Тереза Кесовија, која што многу ја почитува нели нејзината музика, која една прилика ја слушала нејзината изведба, верувам нели коментарите значат за посебно од големи. Тереза, слушаше твојата изведба? Да, ја слушала. Ајде, раскажи. Да, тоа го дознав годинава на Валандово. Поздрав Дуле Мичич, кој што лично се познавал со неа и ми кажа дека ја пуштил мојата песна и ми го кажа незиниот коментар. Така да тоа за мене беше Вау. Вау. Да. Да, одма се потсетив исто кога бев на Никогаш не е доцна, беше Елвира Ракич во жири и Драгана кога пееше. Пееше од Шемса песна, Елвира ја снимаше и после Драгана не знаеш, мислеше само дека е снимка, но и кажа, вика, знаеш ли кој те гледаше во живо и плачеше Драгана од среќа и во гардероба плачеше, вика, ова ми е најголема среќа. И кога тоа мене ми го кажа, Дуле, буквално ми дојде и мене да плачам, и дојде тој момент колку не изначеше така и мене, така да навистина сум благодарна и се надевам дека ќе дојде во Скопје, бидејќи сакала да се запознаеме. Ако не може јас да појдам таму и да се запознаеме. Може и така. Може и тоа. Направете еден таков концерт. А што рекла точно, знаеш? Југоносталгичен. Да, што? Што рекла, кажи. Значи, морам да цитирам, нели? Добро. Која е ова мала, како е лепо отпевала песмо, кад дојде у Скопје, желим да ме упознаш. Одлично, добро е. Браво, браво. Јас Да се надоврзаме на... Јас моите 40 години више, до година ќе кrenusам со голем концерт. Епа, така треба. Мислам, имав јас. Солистички во Македонска опера и балет 2018, фантастичен концерт, но сега мислам дека е време за еден голем концерт. Ќе имам гостин, мог драг пријател од Хрватска на концертот. Си ја викам да биде гостинка и... Со задоволство. Си ја отпееме нашата песна. Да ја кажам, треба човек, например, кој ќе направи една кариера од 40 години и активни и до денеска на сцената, да сепак да направи како еден, како да кажам, да го собере сето тоа најубаво и да го една вечер да го пренесе на публиката, да го посвети на публиката. Живот е краток, таков е, тоа е тоа, али мислам дека ќе има уште концерти, здравје нека е. Идемо даје, а сега нешто ќе ви кажам, што не, но кажа, што ми се деси у Австрија. Ајде. Да, сакав и за тоа. Сега ја ќе му кажам. У Австрија ние пееме. Со Кате? Со Кате. Добро. Со Кате заедно пееме сега. Да. И со Кате и со Сашо, не викате, беше ресторан на самиот Дунав. Дунао Ривиера се вика, на Дунавска ривиера. Наши полна ресторан, се супер, те знаеш. Топ. И ја пеам, и пеам некоја песма, дали беше од Мишо, не се сеќавам што. Били смо децами, Чоби беше нешто. Не се сеќавам што беше. Добро. И од таа сам на една вика, ја го сакам,
Сакам да го бакнам. Сакам да вика, Попо некаде поко, не он вика, не он. Абе ја го сакам, не можам. Сакам да го бакнам. Бе, не он. И вика, и Сашо вика, баце ба, ти на лета готов си. Сашо вика, и трча, иде на кај вика, абе не он. И он вика, абе не е Мерлин, вика, не е Мерлин. Вика, абе не е Мерлин, вика. Во е Том Джонс. И он иде до мене и вака вика. Леле, ами не сум дека вака си изгледал ти, вика. Ја не знае дека Том Джонс вака изгледал. Не, кажа побаре ти направиле на тоа. Слушай го се. Ама не, иде вика, леле. Ами ја не сум знал дека вака Том Джонс изгледал. Малку бел. Да, прави Мерлин мисла. Кај рекли дека не е Мерлин, вика, абе Том Джонс вика. Ау, ја не сум знал дека вака изгледа Том Джонс. Одлично. Ајде се фломастерчето да изиграме играта. Дали смисли Јованка нешто за... Да не е Том Джонс и да не е Тереза Кесовиќ. Значи, ова ќе биде за тебе, а ова ќе биде... Еве можете, еве уште еден фломастер. Ајде. Нешто Кај да го брзинка. напишеме? Тука? Тука, Да напишеш за Јованка што мислиш која да биде Не сме она. да гледа. И она. Без Не, да не дзиркаш сме, да сега, дзиркаш нема да биде сега. интересно. Јованка да се погоди која е, а треба Ѓоко да измисли, а истото Јованка за Ѓоко. Ке му смислиш кој да биде? И он треба да се погоди. Само Не дзиркај. не дзиркај. Да, Ѓоко, молим те само дај го фломастерот. Да. Земи го фломастерот од кај Ѓоко, не дзиркај. Чекај сега. Не изичи го сам. Кај Јованка да, кај Јованка. на чело. Добро. Само да како очила. потенцираме малце. Така. Ја се завртам на Знаеме кој е добро, не мора цело име и презиме. Добро. Така. Ајде сега, па можеш... така. Да, јас ќе помогнам, ајде. Камерите после ќе уловат. Сега, дали може учила врз Очила учила? врз очила. Капа врз капа. Капа врз капа, учила врз учила, можеш? Може. И дали е добро? Одлично. Ке Стоја? се поднамести. Добро е. Ке намести си ги да не паднат, помалку се намести покуси. сам сега. Стави ги само да не се под види. очилата, ке си Добро. намести, нема да гледа ферски играме, ајде. Фер. Не бе како ќе ги јадам. Ни дзиркај. Не дзиркам. Ајде. Значи цело време не дзиркам. Одлично. Што су те да се погоди, а да не знаете кој е. Ајде се намести се до крај сама. Тука обратно капчето. Виче кога се да те подмлади на Наопаѓа. скроз. Чекай, ми знам. Ете, супер. Ајде сега. Врти се Објасните еден пред кон друг. емисија, за да не Да. губиме време, може да почнете. Ако заглавиме, Прашувајте. ќе Еден кон помагаме. друг или како сакате, прашувајте. Може и напоредно, кој Напоредно како му може. даде. Сега, значи, ја треба Ти треба себе си да се... Која е она? Не, обратно, ти треба за треба себе да За прашуваш. себе си прашуваш. Кој сум јас? Женско сум или машко? Машко. Светски пејач. Не. Не. А пејач? Да. Значи Том Джонс не си. Од Македонија? Не. Не. Значи од Југославија, бивша Да. Југославија. Така. Познат пејач. Многу хитови. Ета. Песна хит. Ајде се, изборот кругот се намале. Од Хрватска? Не. Од Србија? Па, Па, Живее там, да. Жив пејач. живе таму. А не е од Србија. Живее. Живе и жифе. И жив. И не е од Србија. По потекло не е од Србија, живее во Србија. Живо од Србија. Да. Не може да не е ова. Не од Србија, живее у Србија. Така е. Да не Здравко Чолич. Па нормално дека е Здравко Чолич. Што се збуни тоа? Нема, не. Ако е такво големо име, Така Големо е. име. си викам, значи, Така е. Браво. Ајде, Јованка, сега. Стапуве на сцена. Женско или машко? А ја не видов што и напиша. Добро, нема. Јованка? Знам, ја добро. видов. Ајде. Женско. Од Македонија? Србија? Светска звезда? the best. Тина Тарнер? И шипнали? Па да best кажам, simply the best, мислам. Значи, Чекай, Кате, Нели се да и со не? Најдобра значи звезда. Кате. Не уште не сум размислил и кажам the best. Викам, да, да бе. Дека најдобра, да, во таа смисла. Во е најбрзо, тоа го 100%. Во е најбрзо.
all the Јас ако не rest. сам ти пееш на песна. Ја пеам и ја играм. Ај малку, без играње, не може. Ајде, кажи. Ај малку пред реклами. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. I'm stuck on your heart, I hang on every word you say. There's a part, no, baby, I'm there. You're the best. Сега е време за реклами. Ајде, пушти. Еве не назад, немаме време кога имаме добри соговорници, така ли? Кога има многу убава музика, тоа е тоа. Така е. Ама мора да кажеме нешто. Јас во четврток со Ката и со Сашо имаме еден концерт на Стара Чарши во Неготино. Како се вика Бујрум, кој сака може да дое една прекрасна, како што викаме, далматинска вечер, ова ќе биде прекрасна неготинска вечер. Неготинска вечер. Ке се забавуваме така до некои касни сати и ќе уживаме во најубавите песми и од бившите ју, и од најубавите македонски песми и најубавите светски евергии. Одлично. Јованка, уште нешто за кажување за крај како за окружување? Со настапи си фул? На Тумпа фест, настапи Скопје, Струмица, Куманово и цела Македонија. И благодарам за убаво си помина. Прекрасно. Милетно време. Благодариме, задоволството беше наше. Пак ќе се видиме. Само здрави. Фала ви, уживавме. Верувам дека и публиката ужива, да сте ми живи и здрави. Јас, Кате, Ненад и Јованчето, сите ве сакаме. Само Господ здравје нека дава. Одлично, нема потреба, ова беше одјава. Утре се гледаме пак. Чао. Чао.